Пред да започнеме со прикажувањето на Македонија на географските карти и за нивната хронолошка поделба, да кажеме што е тоа географска карта. Па би рекле, географска карта е слика на земјината површина, што ги прикажува планините, котлините, низините, реките, езерата, градовите, односно се што создава човечката рака. Оттаму можеме да заклучиме дека географската карта има широка примена и може да се најде во секоја наука што би сакала да ги прикаже своите достигнувања на една географска карта. За да би била една географска карта комплетна, таа би требала да има наслов, што би покажувала која територија го прикажува картата. Потоа легенда, автор, размер, да се види колку пати е картата намалена спрема земјината површина, година, место на издавање, издавач, картографска проекција, рамка и со тоа географската карта би ги содржала сите елементи, се разбира и прикажаната содржина. Ако земеме сега да ги погледнеме сите карти од најстаро време па до денеска, спрема времето на изработката, сите овие карти можеме да ги поделиме во 4 групи. Првата група, односно цртежи, би биле цртежи на примитивните народи. Цртежите на примитивните народи биле цртани на дрвени кори, на земјени плочи, на карпи и друго. Потоа би биле античките карти, потоа средновековните карти и денешните карти. Ако земеме сега да ги анализираме овие првите цртежи на примитивните народи, ќе видиме дека тоа биле цртежи само на едно племе за своји лични потреби, покажувајќи каде има извор, каде има животни за лов, на која планина се наоѓаат, со кое племе се граничат. Тие се така најпримитивни карти. Покасно настануваат картите на културните народи, на вавилонците, египјаните, грците, римјаните. Тоа се така наречени антички карти. Во овие карти веќе се прикажуваат поголеми простори. Така, од овој период, како најстара карта, односно тоа е една глинена плоча, пронајдена е во Вавилон. На неја прикажани се два планински венца, помеѓу кои поминува една река и таа се влива во море. Прикажана е една населба. Оваа плоча потекнува некаде 2500 до 3000 години пред нашата ера. Од истово време има пронајдено една сребрена вазна, северно од Кавказ, кај градот Мајкот. И на неја има прикажано животни, река и планини. После овие карти доаѓаат веќе картите на египјаните, грците, римјаните и арапите. Во овие карти пак веќе се покажуваат и земји, се покажуваат планини, реки, градови, а планините и реките се и со имиња. Средновековните карти почнуваат да се изработуваат од 5 век па се до 1800 година. Овој вака долг временски период можеме пак да го поделиме на два дела. Првиот дел би траел некаде до 14 век, а потоа би продолжи вториот период. Во овој првиот период е така наречен и темен период, кога науката наполно замира, а изработката на картите преминува во манастирите. Раните средновековни карти што биле цртани по манастирите, како што рековме, како центар на светот била прикажана земјата, додека центар на земјата била Галилеја. А тоа не е затоа што во Галилеја бил роден Исус Христос.
Ваквите карти, кои што ги прават во манастирите, се крајно неточни, тешко употребливи и тешко снаодливи. Може да ни послужат само како историски документи, да видиме како се изработувале картите. Во 14-тиот, 15-тиот век, кога заживуваат и кога започнуваат географските откритија, се покажало голема потреба од географски карти. И тогаш почнале да се изработуваат карти на одделни земји, на континенти, кои карти биле многу поточни и од античките карти. Ако го направиме споредба со денешните карти, тие се разбира дека не се многу точни. Али, рачунајќи го времето кога се тие изработени, се многу добри. Првите вакви карти почнале да се изработуваат во Италија. Потоа, како втор центар ни е Германија, Холандија, Велика Британија и Франција. Карактеристично за овие средновековни карти во оваа втор период од 14 до 1800 година е тоа што планините се прикажани со кртечини. А што се тоа кртечини? Тоа се купови на земја изриени од кртовите. Па бидејќи тие не асоцираат на планина, во картографијата овој термин е земен како кртечини. Сега тие на картата се поредуваат, означувајќи планински венец. После овие средновековни карти настануваат нови карти. Тие почињаат од 1800 година и траат до денес. Се разбира како се усовршува техниката, така и самото нивно прикажување. За разлика од средновековните карти, овие пак карти сега релефот го прикажуваат со шрафи. Тоа се цртички збиени една до друга, кои што ја заобиколуваат планината, во средината останува белината, каде што е планината највисока. Овој метод се изостава, се преминува на сенчање, со потемни и посветли страни, исто така означувајќи ги планинските венци. Потоа доаѓа боењето. Тоа се овие денешни карти што ги знаеме, а веќе и понови методи имаме, кои што се покажуваат карти во перспективна проекција и фотографиите. Од 1800 година наваму, не само што се применуваат овие нови методи, него картите можеме да речеме дека се веќе и многу точни. Се прикажуваат помали планини, помали реки, на сите имиња се прикажуваат, потоа села, во селата ановите се прикажуваат, кога се изградуваат железниците и железниците, така да веќе картата ја добија својата права физиономија со сите незини потребни податоци. Можем да спомнеме и тоа дека тие и во почетокот пак се грешни, поместувајќи некои села или вршејќи замена од едно име на друго име, али тоа така некаде до 1900 година и кога веќе се добиваат наполно точни карти. Од 1850 година наваму почињаа да се изработуваат и тематски карти. Што се па тоа тематски карти? Тематски карти се тоа кои што се исклучиво наменети за одредена област. Да речеме етнички карти. Тие ги прикажуваат кој народ живее на одредена територија. Или геолошка карта. Таа ни го покажува составот на земјиштето. Или пак автокарта, тие новите карти. Тие ни ги покажуваат патиштата, растојанието помеѓу населбите и така. Не само ова, него имаме и воени карти. Тие пак одат во најситните детали на земјата, покажувајќи ги и најмалите места. Од досега изнесеното видовме какви се карти имаме низ вековите. А сега да видиме како пак Македонија е прикажана во тие карти. Пред да кажеме како е Македонија прикажана на картите, да кажеме каде Македонија се наоѓа. Македонија се наоѓа на централниот дел на Балканскиот полуостров. И тоа од реката Места на исток до Црн Дрим, Кораб, планината Јабланица на запад. Потоа Шар планина на север, реката Бистрица на југ и Егејското море.
Од античките карти, што ја прикажуваат Македонија со побогати податоци, тоа е картата на Птоломеј. Картата на Птоломеј е составена од повеќе листови, но картата за Македонија што ја прикажува, тоа е листот 10. Тоа е оваа карта. На неа изобилуваат антички податоци, бидејќи содржината се однесува за античко време. Повеќето планини што се прикажани за Македонија му се наоѓаат во северниот дел, западниот и јужниот дел. Северниот дел е замислениот планински венец кој што поаѓа од Јадранското море па се до Црното море. Во овој дел, во западниот дел, на овој замислен планински венец вклучени се Шар планина и Осогово. Во западниот дел Шар планина е одбележена со Скардус Монс, а Осогово со Орбелус Монс. Западниот планински венец што поаѓа од Скардус Монс па се до Пинт одбележен е со Камули Монтес. Бидејќи се наоѓа запад од Лихнит, тој се однесува на Јабланица и Мокра планина. Во јужниот дел е планината Пинт. Во југоисточниот дел, односно централниот дел на Македонија, е планината Китариус Монс, што се однесува на Каракамен. Во источниот дел на Македонија е планината Бертискус Монс, што се однесува на планините од источна и Пиринска Македонија, што ни сведочат реките што извираат од неа, тоа е Галик и Шабриус. Осем планините, Птоломеј на својата карта прикажува и реки. Но најголемата грешка на оваа карта е тоа што сите реки му одат од северозапад кон југоисток. Да речеме со права линија. Најголема река овде му е реката Аксиус, која што извира од Скардус Монс. Тоа е реката Вардар. Извира од Шар планина, се влија во Егејското море. Приказот може да се рече дека е добар. Но неговата десна притока, Еригон, што се однесува на Црна, не е најреално прикажена. Тоа се гледа од тоа што и таа извира од Скардус Монс, односно Шар планина, а во Вардар се влива во неговиот долен дел. И второ, тој не прави заобиколување во средниот тек, па да се влие во Вардар кај Стоби. Другата река му е реката Халиакмон, што се однесува на реката Бистрица. Овде гледаме дека и таа е со права линија, што би требало да прави да тече од северозапад кон југоисток, па потоа да завртува кон североисток и се влие во Солунскиот залив западно од Солун. Другите реки во Македонија му се Галик, но таа е без имена. И реката Стримон, односно реката Струма во Пиринска Македонија. И што се влива поминува низ Егејскиот дел и се влива во Стримонскиот залив. Покрај реките, Птоломеј на картата нанесува и голем број на антички населби. Поголемиот дел од тие се откриени, а за некој се уште не се знаат каде се. Како попознати и ние што ги знаеме, денеска е градот Солун. Те се обележен како Тесалоники, неговата местоположба му е добра. Меѓутоа, со другите градови не му се најдобро прикажани. Таков е случајот со Стоби. Тој е прикажан на реката Црна, но недалеку е од Вардар. А што знаеме дека тој се наоѓа на устието кај што се наоѓа Црна во Вардар. Градот Лихнит, односно Охрид, прикажан е источно од планинскиот венец, но покај него го нема Охридското езеро, што би можеле да потврдиме дали местоположбата му е добра. И не само Охридското езеро, туку Птоломеј не ги прикажал и останатите езера во Македонија.
Потоа, Антигона прикажана е лево од Вардар, додека ние знаеме дека тој се наоѓа кај селото Тремник, десно од Вардар. Втората античка карта, што ќе ја прикажеме, е Појтингеровата табла. Таа е изработена во 340 година од римскиот картограф Касториус, а пак името го добила по незиниот прв пронаѓач Милер Конрад во 14 век. Таа денеска се чува во Националната библиотека во Виена. Интересно е тоа што таа е збиена во меридијански правец и изнесува 34 см, а издолжина во напореднички правец, што изнесува 6 метри и 82 см. Го прикажува тогашниот познат свет од Велика Британија па се до Хидунстанската низина. На картата прикажана е и Македонија. Главната содржина на картата е да ги прикаже патиштата, односно тогашните римски патишта. Пошто ги прикажува патиштата, ги прикажува и патиштата од Македонија. Како прв пат, што ќе го прикажеме, е патот Вија Егнатија, кој што поаѓал од Италија преку Македонија и одел се до Константинопол, односно денешен Цариград. Патот Вија Егнатија е добиен по местото Егнатија, од каде што поаѓал патот во Италија. Во Македонија патот навлегувал западно од Охрид и поминувал низ Јужна Македонија се до Кавала, каде што е долг 230 мили или 340 километри. Првата станица на картата во Македонија е Лихнит, односно денешен Охрид. Меѓутоа, од Охрид па се до Хераклеја, патот е во прекин, нема ниту една попатна станица. Па оттаму истражувачите се обиделе да ги пронајдат овие станици и ја најдат правата траса. Така, германскиот истражувач Конрад како прва станица на патот Вија Егнатија ни ја дава Бруцида, што се наоѓала кај раселеното село Буково. После тоа, како втора станица, Милер ни ја додава Скиртијана, што се наоѓала кај селото Козјак, југоисточно од Ресен. Како трета станица, ние кај селото Доленци, во Доленци или селото Кажан. Од тука па до Охрид, до Хераклеја, релацијата ни е позната. Од Хераклеја патот продолжувал за Солун преку Воден и Пела. И на оваа релација не се прикажани сите попатни станици. Па оттаму истражувачите се обиделе и оваа
делница да ја пополнат со испуштените станици и се добие правата должина. На картата, како прва станица што е прикажана, ни е картата Келис, станицата Келис. После тоа ни следат станиците Мелитонус, потоа Гранде, Ад Дуодеа, потоа ни е Едеса, по Едеса доаѓа Скурија и на крајот Пела. Вториот пат во Македонија одел по Вардарската долина. Поаѓајќи од Скопје, Стоби, Солун. Интересно е овде да споменеме тоа што од Скопје до Стоби прикажани се 7 попатни станици со 112 мили или 165 километри. Меѓутоа, ние знаеме дека од Скопје до Стоби растојанието ни е 85 километри. Потаму истражувачите се убедиле да ја исправат картата, со тоа што дел од овие станици ги префрлаат на релацијата Стоби Хераклија и Стоби Сердика, односно Софија. Третиот пат што е прикажан на картата во Македонија е од Хераклија, поминувал преку Стоби за Сердика, односно Софија. Значењето на овој пат бил во тоа што тој ја поврзувал Централна Македонија, поминувајќи низ Пелагонија, Вардарската долина и Овче поле. На релацијата од Хераклија до Стоби патот ни е прикажан пократок, со 47 мили или 70 километри. А ние знаеме дека оваа релација е долга околу 107 километри. Па истражувачите се обиделе да ја исправат оваа грешка на картата. Со тоа што кај Чепигово додадена е станицата Стубера, додека Томовски, нашиот истражувач, на релацијата Стоби Хераклија додава една станица, одземајќи од релацијата Скупи Стоби. И со тоа е добиена потребната разделеченост. Понатака патот продолжувал за Сердика. На оваа релација прикажани се две попатни станици. Тоа ни е Астибо, што се однесува на денешен Штип, се мисли, и Транупара. Забележуваме на картата дека не се прикажани планини и реки. Односно, прикажани е само една планина, и тоа од Софија до Пловдив, но интересно е што овдека извира реката Вардар. Друго, исто така многу значајно за нас е што за прв пати го гледаме Охридското езеро. Ако сега направиме споредба помеѓу овие две антички карти на Птоломеј и Касториус, ќе забележиме дека картата на Птоломеј се одликува со побогат приказ на реки и планини, потоа поголем број на антички населби, а додека Појтингеровата табла претежно прикажува патишта.